Добар ден, пладневни вести на Канал Плюс. Продолжуваме веднаш по кратката најава за делот на станите. Студентите во иднина на факултетите на УГД ќе имаат можност со својот успех да добијат стипендија од страна на компании со кои универзитетот има склучено договор. На Иван Стојанов му се потребни уште околу 6.000 евра кои треба да ги собере до септември за да замине на лекување во Кина. Виница Викендов е домаќин на Балканскиот шампионат во одбојка на плажа. Ке се надпреваруваат репрезентации од скоро сите балкански земји. Владата на Република Македонија ги усвои измените на Законот за пензијско-инвалидско осигурување. Со измените на законот ќе им се признае стажот на земјоделците од 1978 до 1988 година, кој досега им беше сопрен. Барањата на земјоделците за полесно доаѓање во пензија се прифатени. Владата на последната седница ги усвои измените на Законот за пензијско-инвалидско осигурување. Со ова законско решение им се излегува во пресрет на барањата на Сдруженијата на земјоделци, синдикатите и голем број на граѓани, изјави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов на пресконференција. Се решава значаен проблем со кој што се соочуваат неколку стотици индивидуални земјоделци, при што со усвојувањето на овој закон од страна на собранието ќе се создадат законски можности оваа група на граѓани да се стекне со старосна пензија. Со ова законско решение се излегува во пресрет на барањата на Сдруженијата на земјоделци, синдикатите и голем број на граѓани. Очекувам многу брзо законот да влезе и во собраниска процедура. Со овие измени се предлага да се воведе законска можност на земјоделците да им се засмета во нивниот стаж и времето поминато во осигурување според Законот за старосно осигурување на земјоделците, кој се применуваше во периодот од 1978 до 1988 година, со што би се создале можности за исполнување на минималните услови за стекнување со старосна пензија. По освојувањето на овој закон од собранието ќе се создадат законски можности неколку стотици индивидуални земјоделци да се стекнат со старосна пензија, а примената ќе започне од 1 јануари идната година. Осигурениците кои што имаат статус на индивидуални земјоделци, заради исполнување на условите за остварување на право на старосна пензија, во нивниот стаж на осигурување ќе се засмета и времето поминато во осигурување според Законот за старосно осигурување на земјоделците, кој што траеше од 78 до 88 година, доколку земјоделецот бил пријавен во осигурување и придонесот за тоа осигурување е платен за време на важењето на Законот за старосно осигурување на земјоделците. Председателот на Асоцијацијата на земјоделци на Македонија Ефтим Шаклев изјави дека со ова решение на владата на вистина ќе се тргне голем товар на земјоделците за нивниот пензионерски живот. Званично ќе изнесе свој став следната недела. Затоа може да бидат спокојни пензионерите кои навистина не беа во можност досега да го упишат својот стаж од 1978 до 1988 година од непознати причини, не можеа да го остварат своето право на пензија, бидејќи иако и беа платени сите давачки и фалеше стаж од 10 години, а тие што беа во пензија пак има намалена пензија во износ од 10 години, што не беше исто признаена како платено. Така да оваа вест на вистина предизвика радост кај поголем број од постарите земјоделци на кои се измирени обврските спрема пензиско. Исплатата на пензиите ќе чини околу 34 милиони динари, за кои владата ќе ги извои од буџетот во 2016 година. Општинскиот Црвен крст од Штип вчера на десетина семејства од социјален ризик и на младиот Иван Стојанов им подели прехранбени продукти и средства за хигиена. На Иван му се потребни уште околу 6.000 евра, кои треба да ги собере до септември. Преостанува помалку од 1 месец да се дособерат паричните средства, во спротивно може да оди на лекување дури наредната пролет.
Во рамки на програмските активности кои општинската организација на Црвен крст од Штип секој месец ги реализира во текот на денешниот ден, волонтериот Клуб на млади донира прехранбени продукти и средства за хигиена на десетина семејства од социјален ризик. Меѓу останатите го посетија и семејството Стојанови, поточно младиот Иван Стојанов, кој повеќе од една година се надева на парични средства, со кои би отишол во Кина, каде треба да му бидат пресадени матични клетки. Стојанов веќе подлог временски период е неподвижен. Повеќе од 5 години неоткриено на време диагноза и на крај од операција докторска грешка. Сега која е диагноза? Диагнозата е квадрипареза, значи неспособност на сите 4 екстремитети, кажано докторски. Со цел да се соберат потребните 26.000 евра за операцијата на Иван Стојанов во изминатава година од страна на невладината Цивитас, се организирани поголем број хуманитарни настани, но сепак не достигаат 6.000 евра, за кои Стојанов се надева дека до септември хуманите сограѓани ќе се обидат да ги обезбедат. Докторите од Кина дадеа ми надеж, со матични клетки дека ќе можам да се оправам, дека ќе можам да се движам па на нози. Сега сум, значи, пред крајот. Дојде до 20.000 евра, фалат уште 6.000 евра, па да се надеваме до октомври дека ќе ги соберам парите. Стојанов и неговата мајка се благодарни на помошта од сите кои досега донирале, пред се на представниците на Црвениот крст, од каде често им излегуваат во пресрет. Ќе бидам благодарна ако луѓето донират бароше малку му треба за да отиде за Кина, да застане он на нога. Фала и на Црвен крст, не ме забрават, и на газите кои ми пуштат да отидеме. Тоа е се. Сакам Иван да го видам на нога, друго ништо неќе. Малку време, ако го изгубам и овај месец, и другиот, и готов ќе нема, пак ќе останеме. Секретарот на општинската организација Црвен крст од Штип Никола Камчев истакна дека и понатаму ќе настојуваат да му помагаат. Општинската организација на Црвен крст Штип веќе подолго време, значи е во контакт со семејството Стојанови. Нашиот сограѓанин Ила Стојанов, значи уште малку средства му недостасуваат за да замине во Кина за да може повторно да застане на нозе, и апел и од општинската организација на Црвен крст Штип до сите наши хумани сограѓани, до сите наши бизнисмени од нашиот град да смогнат сили уште мал дел финансиски средства да помогнат за да може Иван повторно да застане на нозе. Како и да е, на Стојанов треба оваа есен да му бидат пресадени матичните клетки, бидејќи наредниот термин е наредната пролет. Затоа апелираат штипјани повторно да ја покажат и докажат својата хуманост. Сите заинтересирани лица кои што сакаат да донираат, може да ја запишете трансакцијската сметка од Тутунска банка која што ја гледате на вашите мали екрани. Идните студенти на факултетите на Универзитетот Гоце Делчев ќе имаат можност со својот успех да добијат стипендија од страна на компании со кои универзитетот има склучено договор. Најголем интерес за стипендирање се пријавиле компании од областа на технологијата и рударството. Со зголемување на бројот на студентите кои што одат на пракса, отварањето на фирмите и заинтересираноста, веројатно заради проценката дека тие студенти можат да одговорат за нивните потреби, веќе се зголемува, така да ние веќе имаме компании кои што нудат да стипендираат студенти. Некои од прва година, некои компании од понатака. Општина Штип започна со уредување на влезно-излезниот дел на Штип кај населбата Железничка. Вчера започна асфалтирање на сообраќајницата до кампус 4 на Угада. Инвестицијата е во вредност од 200.000 евра. Средства од владата обезбедени преку јавното претпријатие за државни патишта, а градежните зафати ги изведува Македонија патот Штип. По асфалтирањето, општината со сопствени средства во висина од 60.000 евра ќе конструира тротоарно-пешачки површини. Тротоарите се прават заради погорена безбедност на студентите, како и на пешаците во овој дел, а постои иницијативи од страна на Универзитетот Гоце Делчев подолго време, па во сработка со нив, градоначалникот и општината преземат активности за уредување на овие површини.
Виница Викендов е домаќин на Балканскиот шампионат во одбојка на плажа. Се работи за досега најмасовно првенство од овој ранг со учество на репрезентација од скоро сите балкански земји. Екипите ќе се надпреваруваат во машка и женска конкуренција. Во спорт што се смета за еден од најатрактивните. Надпреварите ќе се играат на посебно подготвени терени со песок на платото пред локалната самоуправа. Во машка конкуренција ќе се надпреваруваат 14 екипи, а во женска конкуренција 10. Неколку десетици полицајци се повредени при судари со демонстранти за време на антивладините протести, кои се одржаа во неколку градови во Еквадор. Според властите, повредени се 67 полицајци, а уапсени се 47 демонстранти. Најголемиот протест, на кој учествувале повеќе од 10.000 луѓе, се одржал во главниот град Кито. Демонстрантите ги нападнале безбедносните сили со стапови, камења и запалливи материи. Полицијата одговорила со солзавец. Мртвите тела на еден маж и две деца, веројатно французи, се пронајдени во петокот во подножје на Карпа во швајцарските планини, изјави потпаролот на полицијата на кантонот Нојшател и додаде оти се претпоставува дека станува збор за самоубиство. На северот на Франција и Англија ова лето непријател број 1 е галевот. Нападите на овие птици во последните неколку месеци се зачестени, а покрај луѓето настрадуваат и кучињата. Последна жртва на напад од галеб е 66-годишната пензионерка, која изјавила дека приметила кога галебот летал кон неа и дека со клун се забил во нејзината глава. Дури и британскиот премиер Дејвид Камерон изјавил дека галебите представуваат опасност, а експертите сметаат дека тие се агресивни поради климатските промени. Фудбалерите на Атлетик Билбао направија голем чекор кон освојувањето на шпанскиот суперкуп, откако во првиот меч ја декласираа Барселона со 4:0. Тимот на Ернесте Валверде потполно го искористи заморот и комбинираниот состав на Барселона, има голема шанса за 3 дена на Nou Camp да го крене трофеот од суперкупот. Полнењето на мрежата на Барса Атлетик Билбао го почна во 13-та минута, кога Мигел Сан Хосе го казни лошото истрчување на Тер Штеген, па со шут од речици половина терен му донесе предност на својот тим. На почетокот на вториот дел Педро и Меси има одлични шанси за израмнување, но потоа Арик Адурис за само 15 на минути постигна хет-трик. Останува нејасно дали постоеше пенал кој е досуден во 68-та минута, но Билбао на крајот заслужено славеше. Толку во овие вести, а наредното информативно издание во 16:30. До тогаш гледајте Канал Плюс. Пријатен ден!